Законот за високо образование признава право на двоен работен однос кај доктори кои што се вработени во јавните здравствени установи, значи во државните болници, а имаат остварено научно-наставно, научно-стручно наставно соработничко звање, им признава право на двоен работен однос да може да бидат и доктори во државните здравствени установи и да предаваат на државниот медицински факултет. Законот објаснува дека вака се формира една целина, затоа што тука работат и тука предаваат. Докторите кои што се вработени во приватните здравствени установи не може да предаваат на државните универзитети, иако го имаат истото звање како нивните колеги кои што работат во државните болници. Практично нив им се невозможува да предаваат само затоа што се вработени во приватна установа. И е многу интересно затоа што кога пристигна оваа представка, ние го прашавме министерството каде е оправданоста зошто овие доктори кои што несомнено го стекнале научно-стручно, научно-наставно соработничко звање, зошто не може да бидат ставени во еднаква положба со нивните колеги кои што единствената разлика што работат во државните институции. Немаше некаков конкретен одговор министерството, освен што кажа дека не се ставени во споредлива ситуација затоа што едните работат во државни, а другите работат во приватни установи. Ние кажавме дека како комисија во тоа време дека овдека има дискриминација врз основа на лично својство, личното својство гледано низ призма каде имаат засновано работен однос. Имате доктори кои што може да предаваат, имаат звање да предаваат на факултети, едните има возможно ова право, на другите не има само затоа што работат во приватни здравствени установи. Препораката беше многу straightforward, очигледна, насочувачка, да се смени законот, да им се овозможи и на докторите кои што работат во приватните здравствени установи да може да предаваат на факултетите, државните факултети. Законот за високо образование беше отворен, не сум сигурен каква завршница има, меѓутоа се до завршувањето на мојот мандат крај на априлчина, немавме добиено, комисијата немаше добиено никаков одговор од страна на министерството дали е постапено по барањето, затоа што тука министерството може само да иницира промени, а потоа нели собранието треба да ги усвои промени. Исто така собраниската надлежна комисија беше известена во однос на овој проблем и со образложение зошто комисијата како стручно тело смета дека изгласени измени на закон, меѓутоа како што кажав, до крајот на мојот мандат не беа изгласени такви измени.